Добар ден, добро вечер, добро утро. Може би сте отидени негдека, може би не сте, може би си седите дома како и јас и сите повеќето што ги познам, али не е тоа толку битно. Добро дојдовте во 21-та епизода на Celebrate Life подкастот. Денеска со мене имам супер гостин кој што секогаш шо и да направи последниве 5-6 години, буквално као да го преврте интернетот. Неговата музика е многу интересна, пее за општествени теми, пее за лични ствари. Она прилично од новата генерација на супер талентирани деца, постари више не е ни дете. Више порасна талентирани музичари, прилично интересно и современо звучи се за тоа. Со мене денеска е Матеј Фолц. Матеј, јоу! Здраво, фала на introductionот. Не, I just say what I hear. Мило ми е што така мислиш и здраво. И мило ми е што ме викна на подкастов. Супер, фала ти што најде време, знам дека полагаше периодов, колоквиуми. Да, бев се зафатен, ама сега сум така малце пофри. Да. Матеј, добро кажав, последниве 5-6 години си активен на сценава или поише? Па 5 години мислам дека се, не се 6, да, многу се 6 мислам. Да, 5, точно. Само од втора, трета уметничка која беше, така? Да, од тогаш. Од втора уметничка беше првата песна, што изведевме со Шишка. Да. Ама turning point, ја барем кај те приметив, беше у Геноцид. Да, па така го мислам од повеќе вака луѓе со кои што сум зборал. За мојата музика ме знаат од таму, од Геноцид. Да, затоа што песната беше у право време, беше многу искрена, видеото беше тем добро и се погоди све, мислам, едно со друго, пошто песната баш ја пишував тој период уствари кога се случи тоа, ама уште не се случи дешавката со портата уствари. Да. И ствари, баш кога размислувавме за спот, се случи тоа со портата и така како го да, како некој идеја и го разработи она и така. Да, супер. Иначе се надевам дека го слушнавте подкастот со девојките од Frozen Time Drops. Матеј со нив често работи, они се баш некоја таа млада екипа и сила ја што цело време сум прилично горд што прават. Матеј, да, супер сте сите, продолжите да работите. Многу е битно да се работи во ваква средина каде што малта не постои некаква култура. Како и да развојав на твојот музички план, ти прилично имаше продуктивна година, иако многу ми се свиѓа кај тебе што не си цело време хиперпродуктивен. Како и да не е еден процес, мислам, ај кажи ми за минатава година, пошто прилично имаш и соработки, 2-3. Добро, минатава година соработки беа со Марс и со Скопско, така? Да, така беше. Да, и со Дупер. И со добро, тоа е оваа година. Тоа е оваа година, апсолутно. Нема везе, да. Да. Тоа Ако нема везе, мислам, минатата година уствари почнав така да сум поактивен, пошто малце така, како, мислам и на луѓе така сум им делувал од страна, ко да сум спијал, например, да речеме, после понеделник, дали немав нешто, па после дојде уствари песната ја извадивме со Марса за неговиот EP. Марсупилами. Да, пијани марсупилами, да. И после уствари испадна тоа со Скопско. И тука така малце мислам дека пргнав, така се мрднав малце. Си реков ајде. Ја уствари уште од тогаш работев на мимика на среќа. Дури малце порано, така може да се каже понеделник кога имав завршено, тогаш имав почната мимика на среќа, само така ја влечкав малце. Имав период кај што имав идеи, имав период кај што не ми текнуваше ништо како да ја продолжам. И ја работев на незе, ја оставав и
уствари тоа ми одзема малце така поише време. И после чим ја направивме, уствари додека ја правев и таа, истовремено се појави и проектот со Дупер, седнавме да ја направиме смената и онака спонтано испадна. И седнавме и таа ја правевме, додуша таа ја завршивме побрзо од Мимика. Само таа чекаше многу време. Чекаше биде средана и сите тие работи. И спотот малце беше исто проблематичен, пошто Ангела и Софи не беа тука, исто како сега што не се. Средана и смената. Да, средана е смената. И на крај испадна тоа, мислам ја извадив Мимика. И еве сега у карантина додека бевме, имавме доволно слободно време. Ја средивме смената и ја извадивме и не си. Да, мене ми се свига што вакво труло маркетинг подрачје, барем ја така мислам, ти може не. Фасцинантно е што такви големи брендови кои што се прилично досадни и заглавени у некоја стара маркетинг шема, мене ми беше фантастично што повика на некој актуелен артист за да направи нешто модерно и да звучи тоа како што треба. И ја апсолутно ги поддржувам и се надевам дека во блиска иднина ќе знаат да поддржуваат онака баш култура каде што е потребна. Мимика на среќа буквално направи турновер на интернет и некако многу убава и среќна песна е таа. Не дека другите не се, али мене тоа ти шо пошто ја те знам и приватно, нели? И тоа што работиш една песна по пола година по година, ептен ми се свија кај тебе. Затоа што не си фрлен у некоја хиперпродукција, него баш онака твориш. Као работиш, еви самиот кажа дека работиш песна, па ја оставаш, па пак и се враќаш. Дали овој процес те прави уште посреќен кога ќе ја издадеш песната, или пак можеби уште поише сакаш да експериментираш, па оставаш простор некој? Песните, углавном ја не знам колку време ги ми одземе, пошто идеја ми одзема, например, да речеме еден ден, у еден ден беше готова. Понеделник може да се каже дека беше готова. Да. А Мимика, например, ми одзема така година скоро. И мислам дефинитивно на крај кога ја извадив, ми се свигаше многу поише од кога ја правев. Пошто финалното, мислам, тоа што го направивме, ептен ми се допадна. И ми беше мило што толку време сум посветил на тоа, пошто на крај некако не знам како се исплатеше. Така, кога го видов како целосен проект, си реков, така, беше приближно до тоа што го замислив и тоа ми се допадна. Пошто не секогаш испаѓа така како што ги замислам, и тоа може биде дури, мислам, и добро и лошо, нели? Може биде да ми изненади, да се кажа, немаше да мислам дека вака би испаднало, и ми се свиѓа, ама може и да биде као, не го замисли вака, не ми се свиѓа како испадна. А ова испадна баш онака, вака го замислив и супер. Значи добро сум го замислил. Да, баш кај песната има два прелази кои што се фантастични, има и интро и аутро. Тоа е интересна пригазна, тоа испадна сосема не сакајки, ненамерно. Седевме уствари со Лил Петар. Лил Петар е твојот, извини, Лил Петар е твојот продуцент на сите песни горе-долу или не? Не на сите, ама на Понеделник е и на ова е. И на Лош син исто така. И на Идеја исто. Така да на повеќето да. На повеќето песни, да. Да. Така. Уствари седевме со него на TeamViewer и правевме ремикс за битот оригиналниот што е нели на почетокот. Пошто јас сакав да биде баш таков апбит, да биде среќна песната.
ми се допадна моментот што уствари е мимика на среќа и што е среќна, а се збори за нешто што нели не е баш среќна тема. Не е баш среќна тема. Пошто е баш спротивното од среќа, ја мислам дека. Да. И седевме, чупкавме некои семплои и он баш го уклучи тоа и јас онака му викам мај направи на ова еден бит и направи секција и го ставивме уствари, пошто го имавме вокалот и го ставивме уствари да го испробаме. Сменивме тон, она и кога го чув, онака си викам добре, ова стварно е добро. Сега тогаш не знаев што ќе правам со тоа, онака ми требаше 2-3 дена да ми дојде идејата, пошто двака ми беа две песни, посебни, различни, пошто аутрото е сосема различно од првиот дел, од оригиналната песна. И тоа е птено онака мелоу, спуштено и баш е тажно и баш е како што е насловот на песната, баш е таков ритам. Ама ми текна после дека може да се стеи како аутро. И пробавме и наместивме, 1060 ја направи транзицијата измеѓу, кој што ги дели оригиналното и аутрото. И ми се допадна како звучеше и тоа е тоа. Ну супер звучи, без разлика што нека обработува и некоја тема. Да, јако е, например, кога ќе ми кажате шубе брат, Celebrate Life, нека црташ мрак, кам па да бе, као и тоа е дел од животот. Не е само да сме среќни, која збориме за работите кои што не прават среќни. Матеј, шо е среќа во уствари за тебе? Од кај е уствари мимика на среќа, пошто прилично е некако аутобиографска, или? Дефинитивно, мислам, мора да биде аутобиографска, пошто мислам, барам така го гледам. Ако пишувам за такви работи, да пишувам како се осеќам ја. Така да, е аутобиографска. За мене среќа што е, уште не можам да си објаснам, така се осеќам. Тоа е супер. Ама мислам Трагаш. Мислам дека е менлива и мислам дека уште долго време ќе го имам тоа мислење со дека нешто не ми го смени. Можно и да нема нешто такво. Ама мислам дека е менлива и дека не може да ме направи среќен нешто што ме правело пред 2 години или пред 20 минути и тоа е тоа, мислам. Да, се менува. Да, се менува, пак е смената. Да, супер, али мимика, например, без разлика што обработува една емотивна тема, прилично е охрабрувачка и многу е позитивна, без разлика што... Да, е позитивна, да. Има позитивен момент. Да, мислам, ти се обраќаш до некоја публика, им кажуваш дека си имал период кога ти било даун и се, али пак завршува uplifting и happy, што е многу битно. Да. Знам дека не се трудиш да правиш хитови, тоа е 100% сум сигурен, никогаш некако не ти било тоа драйвот и веројатно ова искреноста, управењето музика му успева да допре до толку народ, веројатно. Да, па ја мислам дека да се мислам дискутабилно и се, да. Правење хитови мислам дека не може да биде различно, не знам за кого како, нели, некој може да седне со умисла сега ќе направам хит. Може да направи хит, тоа е тоа. Дискутабилно и што е хит, реално. Да, па тоа ми е, да. Не знам, пошто ја кога седнам да пишам, мислам дефинитивно не ми поминува тоа низ глава да седнам да направам хит. Ама има некојаш кога сакам да си кажам, сакам да направам нешто во кое што ќе уживаат луѓе. Сам може тоа да се, не знам, да се нарече, така да го наречеме, хит, ако така. Ама никогаш не ми е да биде, не знам, хит, не ми е... Ја ќе го направам, а луѓето им оставам да одлучат дали ќе биде хит или не. Пошто ја го правам за да го направам и да бидам среќен, најверојатно, со тоа што ќе направам. Така, да. Тоа е најбитно, да си задоволен од тоа што го работиш, уствари, кој ќе видиш. Што ти инспирира покрај лични искуства и се останато? Лични искуства, ме инспирираат случаи, ме инспирираат искуства, како
така искуства со кај што има заклучок, тоа ме инспирира многу, да, заклучок, онака, кога ќе заклучам нешто, мислам дека вреди да го ставам во песна. Пошто сум научил нешто. Да. Фактички лекции ме инспирираат такво нешто. Апсолутно. Да. Од страна од такви работи ме инспирираат многу, зборови ме инспирираат фрази и да, такви работи ме инспирираат. Што, например, фраза вака е многу опширна, но ме инспирираат фрази што не се секојдневни, а што опишуваат секојдневие. Тоа ме инспирира многу. Значи, кога можеш да го опишеш секојдневието или нешто што е секојдневно, како да е нешто посебно, тоа ми инспирира многу. Баш убаво тоа. Периодов што те инспирира? Например, што те инспирира? Ја црпам од Daily Life, да ти кажам, нека баш животот е еден убав автопат, каде што има и грозни кривини, има и добри, али у принцип се трудам да од гадното да вадам секојаш нешто добро, знаеш, и не сите искуства во животот се убави, али тоа е тоа што треба да не движи, знаеш, да идеме понапред, да се трудиме да биде подобро и све останато, така да мене ми е тој драйвот. Така да добар драйв имаш и ти. И ти исто. Убаво е тоа. Thank you, фала ти мате, баш ми е драго што тоа го мислиш. Периодов, ти што ти инспирираш у карантинов? Работеше ли нешто? Црташ? Периодов, да, имам. Да, иначе заборавив да кажам дека Матеј, покрај тоа што е музичар, нели, исто така е графичар, графички дизајнер, колеги сме. И обожава да црта патики. Тоа барем задни пат видов. Не знам сега ушо. Уште обожавам. Мислам дека ќе обожавам уште долго патики да дизајнирам. Мислам да ги цртам, да правам илустрации од патики. Не ги цртам патики, немам некој сериозен дизајн за патики. Ама би сакал во иднина и тоа да го имам. Да пробаш да направиш нешто. Да, супер. Тоа ми е добро. Да. А иначе карантинов се занимавам со цртање, се цртав за факс. Било ми што така постои уопште факултетов, пошто ме размрда малце додека седев, пошто така мислам дека ми требаше тоа. И после тоа ми дојде уште една идеја со другар да направиме Upwork и сега си цртаме таму. Супер. Си взимаме некои муштери, тоа. Така си го трошам времето моментално. Исто така и напишав нешто. Имав снимено на iPhone. На iPhone, на телефон. На iPhone. И интересно е, ќе го задржам како концепт сега за сега. Супер. И така го трошам времето. Ти како го трошиш? Црташ? Ја цртам, работам, ете, добри ствари имаш, стварно. Фала ти. Да, се трудев некако карантинов да излечам што е можно покреативно и да правам ствари што сум немал време да ги правам. Или сум си наоѓал изговори, подкасти, цртање секој ден. Се трудам секој ден да цртам барем по една илустрација, ама некако тешко ми иде. Ама ете, на 2-3 дена, на 5, као тука е, цртам, така да многу е битно да сум продуктивен, да не ми отиде така времето. Учев нешто, така да ќе видиме што ќе видиме што ќе излезе на површина. Што ти се future plans? Знам дека некаш да го правиш тој притисок, дека мора да излезе нова песна, ново видео, ама... Не сум против тоа, ама не сум ни фан на тоа. Да. А иначе, пошто реалност е нечесто ја не знам што ќе биде. Да. И имам некои планови, да. Имам планови за поголем проект. Супер. Нешто такво. Супер. Не мора да кажуваме поише. Да. Па мислам дека е доволно јасно, се надевам. Да. И работам на тоа. Си правам скици,
размислувам и ова баш демова се што го снимив во карантинов ќе биде дел од тоа, така да. Да. Супер. На тоа се работи. Баш На страна од тоа, така планирам и со цртање така да се развијам малце. Сегам да поработам. Пошто малце се осеќам како тоа да го заборавив, како да го запоставив малце. И сегам да се вратам да работам нешто на тоа. И ете полека се враќам и на тоа. Па ќе видиме сега за кој ќе имам повеќе време за тоа ќе се посветувам. Ќе се шалтам сигурно лево десно. Малце ново. Да. Колку демо имаш, мате почнато? Така, Демо? у телефон колку имаш? Моментално? Сега ќе изборам, чекай. Чекай. Добро прашање. Добро, знам, пошто снимаш цело време, затоа ме интересира. Не снимам толку многу, пишувам повеќе и ги баталувам, ако не ми се допадна до толку за ги снимам, ама имам така поише демо. У телефон особено ги ставам тие што ми се допаѓаат. Да. Така да имам. И имам едно толку се, да. 14, така нешто. Супер. Добре. Ке излезе некој материјал од таму, А од таму би требале 2 да ги скочат барем. Добре, тоа. Тримитар, ке видиме што ќе каже. Баре, Тримитар. Баре. Па Тримитар ми помогна за мимика. Пошто бев умалце, баш тој период ми беше како мимика на среќа. Изборев преку телефон со него нешто. Така имав моменти кај што стварно не знаев дали ќе ја завршам песната, а он знаеше дека мене ми се допаѓаше таа песна уште од почетокот и затоа ја немав оставено, иначе кога почнувам нешто и кога не ме влече да толку го оставам. Мислам дека тоа што ќе ми дојде следно, пошто не верувам баш у тоа кога почнеш заврши го, пошто сметам дека ми е за џабе само онака потрошено времето, пошто ќе го завршам и нема ми се допаѓа пак, знам дека нема ми се допаѓа. Лебе, добро е, супер е некој што да тлее, знаеш, добро е една песна се прави по 5 пати. Се тоа супер. Па така ми беше мимика на среќа, да, и он така ми помогна малце со разговор она. И со текно на време онака додека пишав, уствари сватив дека баш тој период ми е како мимика на среќа. Пошто се осеќав така, како да не ќев да ја пуштам песната и стоев на тоа дека ајде утре, ајде денес. И така, баш тој период уствари можам да го наречам така. Да. Но е добро видеото исто, е поздрав да Frozen Time Drops. Frozen Times, да. Да, сега кажам, да, они изгазија стварно со спотот. Ептен, значи видеото е партали. Мислам и понеделник е драма видео, ама сите видеа тие два спота ми се омилени мене. Да, Ептен се добри. Стварно се, да. Добри се и добро, мислам, сваќаат кога имаме некои глупи идеи, знаат да ги сватат и да ги направат нешто добро, пошто ние малце немаме многу добри идеи, ние сме така малце. Добро да, вие другачие размишљате, Ангела и Софија другачие размишљаат. Нека си го размислат како што треба и го развиваат и го прават у нешто што е супер. Да. Слушаше ли нешто нова музика периодов што излезе? Немам слушана многу музика. Скоро ич. Да. Слушам нешто периодов сум на така помодерни ми се допаѓаат, пошто сакам експериментирање со музика ми се свиѓа и седам на овие Juice WRLD што почина. Многу жал, ама тоа е. Да, Ептен, Рип. Да. Стварно, ја мислам дека он стварно имаше онака талент, пошто скоро сите песни му беа фристайл, ја тоа многу го поштувам. Пошто он имал мелодичен фристайл, стварно знаел. Можда и не знаел што прави, и тоа е уште подобро да не е. Само го правил. И така. Се сум на тоа, некои такви ако пуштам песни, такви слушам. Слушам и нешто онака постари песни. Да. Некој ден ја слушав Somebody That I Used to Know. Таа, например.
Супер. Песна е многу добра и ми е мило што ми текна дека постои. Ја да ти кажам, периодов слушав само 3-4 нови албуми. Сега последниот 2 дена го слушам Run the Jewels новиот, не знам дали го слушнеш, дали... Знам че, не. Ја одамна не ги слушам, нив и слушав на почеток. Да, али многу е добар албумот, и Ептен ми се свиѓа и тоа Мек Милер е Мек Милер и јас. Да. Многу ми се свиѓа новиот албум. Ова ми е откачено Алфредо на Фреди Гипс со Алхемист. Тоа малце. Тоа откачено звучи тоа и она Джек Бойс исто го слушав. Да, мене ја го чув, не ми остави некој впечаток, да, пошто ги осеќам како да ги направиле, како да има нешто, за тоа не ми се допадна. Да, некако не е Тревис. Да, не е Тревис, точно се согласувам на тем. Ама добро, мислам како и да е, он нема нешто неквалитетно, пак ама ако е квалитетно не значи дека е супер. Така да. Да. Оно квалитетно звучи, ама нема квалитетна приказна, тоа ми е. Некако се издиша, да, се издиша тоа е. Ама добро, тоа е нормално, пошто он некако е Ептен веќе прегреан, така го осеќам. Многу, например, кога правеше паузи со албумите, тогаш беше позагреан, пошто имал паузи. Сега веќе кога нема, сега пробува кај може да гостува, се бута сега. Си носи тоа последици. Една страна има релевантност, му останува тоа, ама го гори така го. Ама нема да ќе се врати он, ја мислам, он знае да прави. Да, не, тоа дека знае, тоа го видовме 100 пати, онака чим се работува со Тейм Импала, со свој свашто, така да не е тоа. Ја на Мек Милер исто заглавив, тоа заборев, ја не знам како заборев да го кажам. Па затоа што вајда беше толку месец дена и као да, тука е супер, фала за албумот, го слушавме и вајда ќе ни текне вака од време на време. Да, ама супер албум, ми се свиѓа тој блус момент што го имаат ставено, тако джезерско ми е. Многу добро. Многу добар албум, мене многу ми се свиѓа тој. Супер. Супер е ствар. Кај се гледаш себе си уиднина со музикава? Знам дека те експериментираш цело време, стилски знам дека не кажеш исто да се ограничуваш никако. Шо некако би сакал да ти се случи уиднина у поглед на музикава? Па ја би пробувал цело време да направам нешто ново, ја што ќе го чујам, така. Кога мене ми е ново, ми се допаѓа, така. Сакам да е свежо, да е... Не знам, пробувам да не се издосадам сам на себе. Мислам дека тоа го пробувам цело време, така да ќе видим. Да, тоа е супер, да не се премориш. И да не се стане рутина, едно исто, цело време само да штанцаш. Да, пошто гледам општо, тоа е случај да со скоро сите вака што прават музика. Пробуваат, мислам, ќе дојдат до нешто, ќе дојдат до момент кај што, нели, тоа ќе биде нивниот врв и мислам дека треба да го повторуваат само пошто тоа им е нивниот, нели, да речем, не знам, highlight, не знам како. И пробуваат да го повторат и мислам, втор пат, окей, трет пат и веќе станува многу репетитивно, досадно. Да, Ептен. И готово така, ги забораваш. Опсто пробувам да не си издосадам сам на себе. Така да направам нешто што нема да ми звучи. Може да звучи да е слично со претходното, ама исто. Добро, да, тоа е више стил упрашање, тоа не е. Да. Тоа не е. Општо и за теми зборам и за све. Супер. Си размишljал можда да собереш бенд или тоа ти е некако бенд као за видео едно? Не, као за лайф ект, например. Аха. Нека баш да собереш музичари, да творите. Немам размислувано, ми имаат спомнато, ама немам размислувано, така не го осеќам. Пошто еве соработкава со Дупер, баш добро звучи некако. Да. Затоа и те прашав, нели? Да, тоа е супер, да.
Ама не сум размислувал како да за лайф. Таква работи се уште. Моментално се концентрирам на материјалот, понадам ќе видиме за лајвови и такви ствари. Супер, добро, тоа е битно. Битно е да се работи, па кога ќе дојде нешто да се излезе од површина, ќе излезе. Така е. Така, да. 2019 имаше прилично настапи, нели? Имавме со Зибом. Мислам дека тогаш беше понеделник. Да, се лажам, не знам. Да, тој период беше, да. Да. Имавте и... Ја искочив ствари, нели, со понеделник, они искочија со лаганени и убаво се погоди. Са работата е што супер е, нели, луѓе те викаат и тоа е стварно еден убав осеќај, но тогаш имавме само 2 песни, ние тројца. Имавме само 2 песни, другите беа стари, а ние, мислам, и старите... Не бевте у тој, да. Си ги сакаме и све тоа, ама тоа е веќе, мислам, по старите ние сме тоа. Ова е тоа што го правиме стварно, пошто тука до негде знаеме што правиме. Тоаш, мислам дека се уште не сме знаеле. И сакавме да имаме повеќе материјали од новите, за да настапуваме и моравме малце да го прекинеме тоа. Ама сега ќе се вратиме пак. Така е. Да. Што знам, тоа што вика старите вие, тоа вајде е процесот дека се создавате. Да, супер, мислам, и тоа што биле интересни, не дека си ги мразиме старите ние. Не таман работа. Ама да, мислам, фора е дека ги имаме чуено тие песни ептен премногу, ние општо, и сега кога ги настапуваме, например, понеделник тоа време ми беше да ја настапувам мерак. А овие ми беше исто мерак, пошто нели сакаа да ги слушнат луѓе што ги знаат. Ама многу подрugше се осеќав кога ја рецитирав понеделник, пошто таа е таа песна што како се осеќам сега. Да. Така е и сега, например, сега ако имам настап, повеќе ќе осеќам мимика, ќе ми биде поише мерак, нормално, пошто нормално, да. Но е поблиску е тој период, повеќе се соживувам сега. Ти размислуваш за не? Понеделник и мимика се за нешто слично. Мимика го осеќам како... Тоест понеделник ја осеќам како прашалник, мимика ми е како одговор. Така, како извичник. Извините, прекинав. Да, нема прекини, извини, јас што упаднав. Некако многу современо звучи сето тоа, ја ептен ве охрабрувам да продолжите да го правите тоа, се надевам дека уште долго ќе ве инспирира. Дали некад сте размислувале со Зибом да направите некој колаб проект? Знам дека вие работите, нели, цел живот, имате таа, како се викаше вашата екипа, како се викавте? 31. И знам дека работите цело време, ама некако баш заеднички проект, до сега не сте исфрлили никој, као... Сега од новите, да, мислам, од нови ствари немаме ново нешто. Ама дефинитивно тоа го сакаме и јас и они. Така го збориме, си го збориме по некој, ама работата е сега пробуваме да си направиме материјали посебно и после да седнеме да направиме нешто заедно. Да, ама дефинитивно ќе направиме, мислам, тоа мора да го има. Добро, да. Сигурно ќе има повеќе работа. Да. Супер. Нешто ги прашувам многу млади луѓе, што им фали у Скопје. Знам дека вие младите баш конкретно имате и да кажете што ви фали у Скопје. Тебе што ти недостига у нашиот град и дали го сакаш Скопје? Тоа дека го сакаш, гледаме тоа. Обожавам Скопје, одличен град, стварно. Што ми фали? Не знам што ми фали. Немам некоја замерка, не знам. А и не знам дали би ми фалело, мислам да ми фали, ќе треба да го има, па да го нема, така се осеќам. Добро, ова е супер став, ми се допаѓа. Да. Моментално не може да ми текне, не знам. Ама сигурно има нешто што можам да малце така да замерам. Ама не ми е нешто големо. Се надевам дека не знам.
Супер. Добро. Јас се надевам дека ќе има поголема поддршка за алтернативната сцена и настапи на истата. Така да еве, јас кажувам за моја проекција за Нареш за иднината. Тоа мене не ми фали, например, мислам дека го добиваме тоа што треба да го добиеме. Тоа е супер, браво. И со тек на време мислам дека толку сме далеку што сме добиле. Мислам дека не бе супер, баш кога вие работите не го осеќам некоја неправда таму. Вие работите и си врвите по вашиот пат и тоа е најбитно. Мате, дали нешто не спомнавме што требаше да спомнеме, тоа заборавам сега. Не знам дали... да, со кој би сакал да направиш соработки во иднина, без разлика, може и странно. Во иднина... Мене Сенидах многу ми се свига. Сенидах? Да, Сенидах, извини, да. Акцентот го промашувам увек. Да, она ми е многу интересна. Има и еден исто Z++ се појави пред некоја време, многу интересно ми звучи. Ама ќе видиме што ќе прават понатака. Звучиш мислиш на вас Сенидах што е словенка, србинка? Да. И Z++, не знам што е, мислам дека не знам што е. Она интересна естетика има таа, као некој ја репа Брена у модерно време, нели? Да, она е стварно интересна, да. Ама ми се допаѓа што опфаќа теми било какви, не е само нели да биде како така, не знам. Не се спонзорушки теми, не се некои ни теми за пари. Туку си го прави тоа што сака да го прави. Да бе, бешка откачано звучи тоа, некој... има и моменти, нели, такви модерни, како што сака Балканот да чуе, да кажа. Да, тоа ќе ти кажав дека Незе ја класифицираат како Балкан трап дива. Да, па таква е, има такви моменти, ја класифицирам така, ама и алтернативна е исто време. Она е некоја мешавина, интересна и затоа ми се допаѓа и би сакал иднина да направам нешто интересно. Иначе од Словенија, у Љубљана е родена, еве баш ја гуглав. Да, знам, да. Тоа Ангела, устари Ангела ми ја покажа. 85-та година е родена, 35 години. Да. Супер. Да, ми се свигаат спотовите, има откачани спотови, таа мишичи. Гледаш турбо фолк естетика у трап некој мод, ама тоа некако се дешава и глобално, мислам. И не е само... ама дека и на Балкан го поврзуваме со турбо фолк, затоа. Да, ама не, и види турбо фолк, кога ќе видиш е underground на некој начин. Да, може да се каже. Без разлика колку и да е треш и све тоа, али естетиката која се појавува е прилично underground. Све тоа што се дешава таму. Добро, супер, добро, интересна референција, се надевам дека ќе се оствари таа соработка. Да, тебе вака мислам од Балкан кои да се свигаат највеќе. Од артисти. Многу ми измешано у задње време. Измешано, да. Многу ми се свига Репетитор порано како бенд, Ептен ми се свига. Исто така ми се свигаат оние Свемирко што се хрватите. Да. Тоа чекав, да. Мене ми се свигаат исто. И интересна бе, супер музика има на Балканов, Ептен ми се свигаат. Многу Репетитор па Ептен, некако таа Мунли издавачката словенската што ги издава нив. Да. Она ги издаваше и Бернис Пропаганда од кај нас и све останато. Тие интересна музика знаат да издават. Некако во задње време слушам многу стари бендови, не знам зашо, ми се свигаат нови бендови, ама некако слушам и по-стари, некако неистрпна тема е тоа XU-то и све останато. Али... Тоа си е свое време некако. Да, ама не као... И добро време било, тоа се гледа, мене исто за тоа ми се допаѓа. Да, види, дискутабилно и што е добро време. Да. Да, али Репетитор мислам нека бендиште. Те ми се... Многу ми се свигаат они. Што друго... Од ова модерниве трапови, што се, не ми се свига тоа ништо, тоа не XU.
многу ми е онак изглидано више. Треба може и да преслушам некои нови. Да, од модерни вака нешто, еве да речеме, се каже дека трап не ти се допаѓа, ама Не, ми се свига трап, ама од балканците нема нешто што ми издвоило у моментов за да, ми се свига ова трап да fuck up наша екипа, тоа што они што прават, тоа ми е све супер. Да, супер. Да, ептен ми е тоа супер. Марса е исто хиперпродуктивен периодов, нели многу. Да. Lil Teddy, тоа е интересно, ајде баш ми го препорача тоа да го слушам. Young Daddy, пардон, се извинувам. Она е стварно потенцијален, ја исто мислам. Да, некако има бе супер музика периодот. Да, супер. Матеј, што можеме да им препорачаме на нашите слушатели? Да. Не знам. Да. Значи, да се занимаваат периодов и да внимаваат на здравието нормално. Нормално, да. И тоа, мислам дека моментално тоа е најбитно. Да, супер. Ама и треба да се занимаваме со нешто. Така е. Да, музиката на Матеј е достапна на YouTube, Матеј Folds, го има на Spotify исто, а Bandcamp имате некој визија или не? Bandcamp, па не знам, Немате ни SoundCloud, така, значи гуглајте ги вие што не сте слушале. Имаме на SoundCloud, имам на Deezer, така. Да, па е добро, и ти на Deezer. Значи гуглајте го Матеј Folds ако не сте го слушале, Мимика на среќа нека ви биде химна, пошто е предобра песна. И ептен се израдував која видов дека се појавила на Spotify. Да, ама тоа е уствари второто, аутрото. Ова што е оригиналната се уште не можам да ставам, пошто... Па добро, вајде имаш други... Не, ама супер, баш убаво е аутрото што е таму. Да, па мислам дека аутрото не веќе одговара на таму. Така, не, супер. Да. Одлично е. Фала ти, Индок, што ме поканев на подкастов, мило ми беше. Фала ти тебе, се извинувам доколку пропуштив нешто за продискутираме, ама секако тука сме. Мислам дека тоа е тоа. Имаме што да правиме и друг пат муабет, чекаме нова музика. Јас сум Индок, денеска со мене беше Матеј Folds, заследете го на Инстаграм. Инстаграмот му е meelutin.folds31. Заследете го да бидете у текст со неговите актуелности на неговото творештво. Мимика на среќа нека ви одекнува во главата, затоа што е една од поинспиративните песни периодов, а и ни треба малце. Да. Треба и нешто позитивно да делува периодов. И така, останете во добро расположение. Матеј, се слушаме, се гледаме на улица. Поздрав до твојот тим и чуе се. И поздрав до сите. Пис. Ја тука ја одјавувам епизодава 21, се надевам дека уживавте и до следно слушање, останете добро. Чао! Чао!